Денеска е втор ден во Истанбул и денеска одиме на ке Галата Кула. Сега одиме да земеме трамвај. За превоз со јавниот превоз во Истанбул треба ваква картичка да се купите од овие автомати тука што се. Од Султан Ахмед слеговме до Каракјој и сега пешки одиме до Галата Кулата. Ододе нагоре се оди за Галата Кула. Гледа, ова е интересно. Аптека пишено на кирилица. Ова е Галата Кула. Тука може да се купи карти за да се качите горе да гледате на видиковец. Цената на картата е 30 евра. Ние нема да одиме затоа што едно што е скапа, мислам дека не вреди, а друго што немам некој желба да се качам горе да гледам за 30 евра. Парички си мируваме во минувачница за 100 евра. Еве колку пари дава. Ама овие ништо не вредат. Hadi bakalım ya basvar Türkiye'de işte bastırı ve çaktı basvar Türkiye'de bastırı. Одиме са тука да се возиме со врот по Босфор, на крстарење со врот. Крстарењето ќе трае 2 сати од прилика негде и на бродот има чај, кафе, водичка, сокче, вклучено во картата. Тоа е 30 евра, 2 сати, што мислам дека вреди, дека не е многу скапо.
Дојав тука малку снимам ке бродскава кабина. Hello. Hello. Значи се возиме со јахтава ова, значи ова јахтава ние не изнајмивме, ние ја купивме ова јахтава. Значи од изнајмување има разлика до купување, пативне си ја купивме и сега се возиме по посла. Нема лаба ова. Следната плата ги ставаме јахта. Да. Певеце дограма чекајме. И тоа многу е сиромашно, сирома си е многу за некој просиец, за бедни луѓе ова, не е за многу богати ко нас вака. Ja, za krote mrotec, za bogati ljuđe treba da si kladiš uboj pijama, ne. Duva, ono ne duva lako. Ne bendisuva, i няколко чекаме певеце, бате трослоња, не, кога е шесткоморна певеце, кој ќе задиктова и на Кипар ќе си отвараме кој ќе сакаме.
дојдовне во азиската страна на Истанбул. Сега чудиме да јадиме нешто, да сме многу гладни. Ама ветар дува, приши овде, значи. И е многу ладно. И на бродот беше многу ладно. Се качивме горе на палубата, отворена што е, измрзнавне. Во овој период да не го правите тоа. Тука бевне, сега јадевне риба. Риба во сендвич, не ви снимав, не ви сликав. Беше многу вкусно да пробате. Веќе се стемни надвор. Малку е потопло да пред што беше или ветро се намали. Тука сме санели во азиската страна, ќе прошетаме малку. И интересна работа што во азискава страна е многу поевтино отколку во европската. Па, што знам да не речем, скоро на пола. Пример, турскиот чај во европската страна беше 300 лири, а овде, пример, е 40 беше, што е чудно за чајот, голема разлика. Усвери не беше 300, 200 лири, 200 беше. En son sosisini Ги цените на јадењата во азискава страна се движа од 170 најефтино до најскапо 200 и 300 лири најскапо. А во европскана страна најефтино нешто што видов е околу 350 до 400 лири. Пример, дурум овде кошта 170 најефтино, таму испод 500-550 лири нема. Од прилика се движи од 500 па нагоре лири јадењата. Овде ќе е многу поевтино. Интересна е азискава страна, некако ми стои како да е порастеретено и понема гужва. И пример многу поубав поглед имам колку во европската страна, пошто е чисто, не е со многу згради напнато. Дојдовме тука, во едно кафуле, ќе пушиме наргили и ќе пиеме по еден турски чај. Случајно го видовме горе на руфтоп, што се века. Има многу добар поглед. Погледот му е прекрасен. Ми се сврти човек. Ау. Тој исчеден е цел. Не. Турско чајче. Денеска ни е последен ден во Истанбул. И сега ќе одиме по Балат. Бараме или такси или со превозот што е да одиме. Ево, да прашаме. Има бе? Or it's not a Orhan. Колку вика? 5%. А? 3 пари ќе се врнеме сега. 400 лири до Балак. Тоа е скапо. Скапо. Многу скапо. Не е многу, но скапо. Ќе одиме со градски. Или со трамвај. Или со двете.
моментално се најдуваме во Балат. Ова е атракција туристичка последни неколку години поради архитектурава и фасадите на објектива овдеки. Иначе е насело, луѓе кои што живеат. Јас сум многу гладна, чекам да јадам и ќе одам сега тие скали таму во Бојанта да ги видиме, да сликаме, па ќе одам на пазар. Пример, објективе, кујчиве, зградиве да речем, не се нешто посебно, зашто да се стари. Ретко од нив има реновирано, ама доволно е само фасадата му направиле и сфарбале и си нашле принцип на кој да привлече туристи и да заработа екстра. Ови се тие скалите што се познати, популарни по Инстаграм, по ТикТок и доста тука се слика интересни слија. Завршивме со прошетка во Балат, сега се враќаме во Султан Ахмед и одиме да си земеме колата претходно паркирана, одиме во еден пазар, да прошетаме таму да скупиме нешто ако си купиме и шибаме назад за Македонија. Ние си одеме. Моментално е многу облачно, јас мислам да ти врнем морето, Дарко вика да е само заматано, ама мислам да ти секак врне. Заврши авантурата во Турција, само што поминавме границата во Грција, да јадиме нешто и продолжуваме за Македонија.